церемонијални маски со школки, колоритен текстил, портрети од мажи и жени со живописни бои врз лицата. Така изгледа домот на Билјана Јуруковски, македонска фотографка чија пасија е разоткривање на непознатите култури и обичаи на африканските народи. Мене како човек ме интересираат сепак места, култури, традиции кои што не се доволно испитани. Билјана е трета жена во светот, што успела да стигне до речиси заборавеното кралство Куба во Конго и да направи фотографии со кои се овековечува една култура што полека исчезнува. Самиот крал фактички ги поттикнува луѓето според заслуга да ги добиваат позициите во самото општество. Незината најдова одисеја се случуваше пролетва. Тргнала во потрега по кралството Куба и неговите жители, но патувањето се претворило во одисеја од 18 дена поминати низ џунгла со ограничени резерви за храна и вода. 18 часа ние бевме в џунгла без вода и без храна. А исто предходно 2 дена живеевме само на 500 мл вода. Метар по метар поминувале преку исчезнати патишта, а имале и бројни средби со полициски патроли што бараат подкуп. Мора да бидеш ментално премногу спремен за сепак за да појдеш на тие патувања и да го издржиш она ние што го издржавме. Кога конечно пристигнале, имала на располагање само 2 часа активно фотографирање, за да ја долови величината на маските, облеката и обичаите со кои се одликуваат жителите на кралството. Никој пат не ја вадиме, мислам не ја вадам камерата да почнем најнаш со фотографија. Верувам дека тоа е доста некултурно и сепак не се покажува некој респект, некој поштовање спрема нив. Си доколку видат дека навистина имаш интерес за нивната култура, за нивните традиции, тие се желни да разговараат и желни се исто така да ги покажат тие нивните традиции. Кралството Куба своите златни години ги живеело во 17-тиот век, но под влијанието на некогашната брутална колонизација и денешната глобализација се губат неговите белези. Истиот процес се случува и со другите африкански народи и племиња. 20 или 50 години од денес, дали овие луѓе ќе постојат? Кои се шансите? Дека нивните култури, дека нивните традиции нема да исчезнат. Имаме доста случаеви, на пример племиња кои што живееле во Африка, но со самата колонизација комплетно се исчезнуваат. Јуруковски верува дека фотографиите ќе останат како значајно сведоштво за културите што изумираат. Но она што е останато да се документира, со фотографија, исто така со документација од антрополошки аспект, во врска со нивните култури, со нивните традиции, со нивните церемонии, значењето на нивниот накид, значењето на нивните маски во некои од племињата, за да оставиме нешто за следните генерации. Тоа што кај македонската фотографка оставило впечаток е местото на африканската жена во тамошното општество. Например, во Судан, улогата на жената е да оди со километри да побара вода, така да тие се рбетот на Африка. Исто тие се чувари на таа култура, на нивните култури, на тие традиции. За себе, како жена која се нашла во ситуации кои ги ставаат на тест човековата храброст и психа, вели дека на прво место и е целта за која тргнала на една фотографска одисеја. Чим човек се реши да почне со тој тип на фотографија и испитување на тие племиња, стравот комплетно се губи до некој степен. Постои само стравот да не се направи добра фотографија. Најголемиот страв е од тоа. Фотографката Јуруковски со семејството живее во Австралија, а летните месеци претежно ги поминуваат во Охрид. Но во исто време размислува и за следна одисеја низ африканските предели. Во моментов сум во трка со времето, да се фотографира колку што се може да се фотографира од она што е останато од афричките култури. Планирам да одам во Бенин и Того, земји во Африка, и да ги фотографирам вуду ритуалите. Проучување и фотографирање документација на вуду ритуалите. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.